Zdravo, zdravo na sitem, jaz sem Dimitar, a ovaj City Radio, ne sum jaz novi od voditelja, jaz sem si voditelj od ti novinar od Ekskluziv MK portala. Zdravo, sad svim, koliko dobro ti je imitiral kako se sve. Ja izgubih работата. Не така готово, изгубих работата, браво. Така си ме скина готово. Сека чест. Колко време вежбаш? Не вежбам, да не вежбам сега много, предвидно радио работа, пред да влезам в портала. И слушайки го най-доброто градско радио, City Radio. Ти благодаря. Отлично, ти благодаря много. Sad si odavno si v City Radio, no to не е твоят пръв почеток, предходно беше в Антена 5 Radio и в Канал 4. Да. За по-широката явност да откриеме како това си влезе в новинарските води, от кои вирувам дека много тежко си излегува. Не много тежко, не се излегува. Знаеш, колко и да сакам, јас постојано им велам на слушателите, готово отидов во пензија, мислејќи дека нели ќе добиеш комплимент и супер ти емисијата и разноразни други муабети. Меѓутоа нема излегување од ова, едноставно како заразе, како вирус некое. Јас сосема случајно почнав да работам во радио, бев гостин како, ајде ќе кажам, како музичар во една ноќна програма во Канал 4 и тогаш радиостаницата не работеше 24/7, туку програмата почнува некаде од 12 или од 14 часот. Собствениците на радиото го слушнале мојот глас и гласот на мојата другарка со која што бевме гости и добивме покана. Ајде да пробаме како тоа ќе звучи и јас сум од оние луѓе, ајде да пробаме, зошто да не, буквално се сакам да знам и се сакам да пробам. И ете ме мене 25 години подоцна во City Radio. Sad si imaš dosta prepoznatljiva boja na glas, dosta харизматична, кога покрај микрофонот во главата сува. Кажете ми, дали нешто има поразлично од тоа што цад си е дома и од тоа што е на радио во однос на стил на зборување, стил на слушање музика, во таа смисла? Значи, приватно музички да, многу поразлично од она што се пушта на City Radio, од причина што јас сум многу повеќе кон рок музиката. City Radio ние ги пуштаме најновите хитови, ние ги правиме хитовите на радио, додека онака приватно дома, многу посмирена, многу по не толку динамична и не толку 300 на сат, што би кажала, што е нормално, бидејќи не за друго ќерка ми нема да може да ме стигне, поради тоа се е понекако смирено. Со оглед на тоа дека кажавте дека 25 години веќе сте дел од радискиот тетер, колку често знаат кога зборувате на мобилен во такси, во маркет или на било кој друго место да рече, и чекајте гласот ми е познат, ова е цар. Да, се случува таа. Секога се случува, тоа и мене ми е многу интересно, да не речам смешно, иако сега со благодарение на социјалните мрежи колку толку и знаат луѓето нели како изгледаме, но не сепак не сите и вака имаш гледаш дека малку чудно те гледа, а ти сега чекај, оно тоа имаш цаци и она да јас цаци мило ми е или многу зборуваш на радио, нели не можеш да им се допаднеш на сите. Тоа е она што тоа е факт. Значи јас се обидувам да им се допаднам буквално на сите, меѓутоа нели сите сме различни со различни карактери и тоа е тоа. Ако цаци не е тоа што е денес радиоводителка, што би била нешто друго, што најмногу се пробува? Фудбалер на Ливерпул или тренер, ако може, помошник на клоп, нешто да работам на Енцов. Не се шегам. Лиле, навистина не знам, јас завршив историја на уметност и археологија. И уште во средно, многу сакав историја на уметност, поради тоа ја се запишав на тој факултет и мислев дека ќе бидам кустос или ќе работам низ локалитетите кај нас, но само што се запишав на факултет, почнав ете да работам во радио и многу ми е мило што излезе, го студирав она што го сакав, а го работам исто она што го сакам. Не сум, значи, новинар, немам завршено новинарство, но мислам дека многу добро играм на картата водител нели на радио. Најверојатно би работела како кустос. Меѓутоа, не знам, не, ова е тоа. Не. А и понатаму, мислам дека сега и би се изгубила доколку треба нели да влезам во музеј, да, знам што имам учено, но не, прашаме за Бритни Спирс или за нешто друго, мислам дека повеќе ќе ти одговорам, ќе знам да одговорам отколку на тие други прашања.
Како што рековте, многу пати сте биле препознатливи на улица. Дали сте добиле понуда од некое друго радио да заминете таму и да го напуштите Сити, како тоа што пред децении повеќе го направивте кога заминавте од антена во Сити? Зошто, ако можеме да ја знаеме причината? Зошто? Мислам дека сите знаат, стануваше збор повисока плата, сите работиме за пари, да не се лажеме. А дали сум добила додека сум во Сити? Да. Меѓутоа, она што, оваа атмосфера што имаме ние тука, пред се екипата на Сити радио, јас мислам дека познавајќи ги до некаде сите радиостаници, ние сме сите колеги и како тие работат, оваа екипа и оваа атмосфера што има овде, верувате дека ја нема никаде. Значи не сум сега нешто пристрасна, јас сум во Сити радио. Значи не, како беше она, саке си работата, ќе се чувствуваш како да не си работел ниту еден ден во животот. Јас буквално така се чувствам. Толку атмосферата прекрасна, толку квалитетни луѓе има. Сега зборувам и за Сити радио, зборувам и за Клуб ФМ. Тука сме нели во исти простори за Метрополис, што им благодарам за сите оние понуди кои што беа упатени кон мене, но не, ова е тоа и не планирам едноставно да сменам средина, не. Може телевизија, да, го имав оној телевизиски проект за секогаш млади, кој што мене вистина многу мака, што повеќе не се емитува, поради нашите закони, кои што подобро да не ги коментираме, но се надам на некои подобри времења, па здравје Боже, ајде. 2017 нека биде поубава од оваа 2016 година, па покрај на радио, да можеме да зборуваме, јас да можам да зборувам за музиката, за онаа ретро музика, оние малку подзаборавени хитови од 80-тите и 90-тите години. Во нашиот конкретен случај станува збор за снимено интервју, но кога сте во живо во етер, дали имало моменти или популарно наречени гаф муабети кои сте ги направиле во живо, вечно ќе ги паметите нешто посебно? Виден, сигурно не можам едно нешто да издвојам, мислам дека секој ден се случува тоа. Веќе толку сум пред се јас опуштена спрема моите слушатели, ги сметам, навистина ние сме едно Сити кафе семејство. И им кажувам, јас имам толку проблем да читам вести, можат слободно да се обложат слушателите, дали Цаци ќе ги сгреши вестите во 10 или во 11 или во 12. Сигурно ќе ги сгреши, значи да, нека играат на таа карта. Има гафови што е многу нормално, но знам да се пошегувам на своја сметка, знаат слушателите дека станува збор за емисија во живо и едноставно не ми замеруваат да кажат сгреши леле, срамота, како што нели ние сме малку и таков народ, меѓутоа повторно ќе кажам, дефинитивно ја имаме најдобрата публика. После ние се шегуваме и на наша сметка. Ќе дојде Сања, например, во емисија Стефан и екипата на Сити кафе, што е тука и тоа ни е хит на денот. Не би издвојувала затоа што верува дека да не речам стварно секој ден да ги има. Денес сигурно сгрешив нешто. Не ми текнува што сигурно нешто кажам што не треба. Кога започнавте на почетокот да пловите во овие води, до ден денес успешно пловите, тогаш бевте навистина доста млада и до негде несозреана личност. Денес личност која е навистина добро изградена со стрикно семејство и сето тоа. Колку добивате денес поддршка од вашите најблиски за тоа што го работите? Значи, она поддршка што имав од почеток, ја имам се уште, бидејќи нашата работа, некои мислат, супер ти е, имаш 3 часа нели само на радио и мислат слушателите и генерално луѓето дека тоа е нашето работно време, што знаеш и самиот, не е така. Нашата работа е 24/7, доколку сакаме буквално да можеме да зборуваме за секоја тема, а слушателите го бараат тоа од нас, секојдневно мора да следиме буквално се што се случува и се што е актуелно, без разлика дали следиме спорт, дали ја сакаме таа музика, дали следиме политика. Ние мора секојдневно да бидеме буквално за се информирани, за да може ние да ги информираме нели слушателите. Максимална поддршка за сите оние настани на кои што треба да бидеме. Јас мојата емисија подготвувам во попладневните часови, некаде после 17-18 часот, знам да работам до 21 часот, да станам во 5 часот наутро, да видам што сум пропуштила,
но никогаш не ми кажале, знаеш, мислам дека премногу работиш, нели, ајде time out, едноставно не, максимална поддршка буквално од сите. И пред да го заокружим ова ексклузивно интервју со Цаци од City Radio за ексклузив МК порталот, лично мене ми интересира, верувам дека и поголемиот дел од публиката, особено сите оние кои ја слушаат Цаци на City Radio, што е следното нешто ново покрај ова радио кафе емисија, што може нешто следно да се очекува во најблиско време? Значи, еве сега го договаравме состанокот за следната недела, бидејќи обично септември сметаме како почеток на една нова сезона во радиото. Ќе имам некои многу нови идеи кои што слушателите верувам дека ќе им се допаднат, затоа што се од забавен карактер и ќе имаме многу поголема и комуникација, контакт со слушателите. На телефон да си ги вратиме повторно, значи доста ќе ги имаме и на социјалните мрежи, меѓутоа сега сакам малку и телефонски да си правиме муабет со нив. Останувам во City Cafe, тоа се оние мои 3 часа. Ќе кажам тоа што се однесува до City и би сакала искрено, повторно ќе ја споменам онаа телевизиска емисија, оваа година сигурно нема да биде, меѓутоа почнавме некои преговори, здравје Боже, 2017. Благодарам, Цаци. Ви благодарам на поканата, навистина сте прекрасни. И се слушаме, ти ќе дојдеш на емисија кај мене за јас кога ќе бидам болна за да не приметат слушателите или како ќе правиме, кажи ми? Зависи од хонорарот. Така, да, ќе се договориме. Сега ќе ве молам исклучете камерата, бидејќи станува збор, нели, ќе зборуваме за пари. Здраво, јас сум Цаци од City Radio, вие гледате и читате ексклузив.мк.